Зговараме со Александар Николовски, вице-премиер и министер за транспорт. Николовски, до каде е изградбата на коридорот, нели, железнички, кој се гради во соработка со Велика Британија? Има ли напредок, има ли понуди? Каква е состојбата досега? Благодарам. Денеска навистина прекрасни вести објави Министерството за финансии, имено вкупно 16 финансиски гиганти, 16 меѓународни финансиски институции донесоа одлука да учествуваат на повикот кој што го објави Министерството за финансии со цел доставување на понуди за финансирање на брзата пруга. Самиот факт што дури 16 водечки светски институции, од кои што ќе бидам директен, за дел од нив сме можеле само да сонуваме во минатото да ја видат Македонија на мапата, а камоли да сакаат да финансираат проекти, докажува и покажува каков кредибилитет има проектот, односно дека се работи за врвен проект, за проект кој што ќе значи многу за еднината на Македонија, проект кој што целосно ќе трансформира Македонија, би рекол најзначајниот проект во модерната историја на Македонија и на комплетно едно друго ниво го носи и градежниот сектор во Македонија, но и целосното функционирање на институциите во Македонија, така што фактот дека 16 врвни светски финансиски институции поднесуваат финансиски понуди, говори се во однос на кредибилитетот на проектот и мислам дека со ова паѓаат во вода сите оние злонамерни јазици кои што нели зборуваат дали било оправдан проектот, не било оправдан, имало оправданост, немало оправданост, се бил финансиски исплатлив, немало биде финансиски исплатлив. Самото тоа што овие финансиски институции доставуваат понуди, докажува дека тие веруваат во проектот, затоа што парите кои што тие ќе ги позајмат на Македонија, со кои што ќе се финансира проектот, можат да бидат вратени само ако проектот е финансиски исплатлив, така што ова е најдобар доказ дека е проектот финансиски исплатлив од една страна. Од друга страна, тоа што Велика Британија застана позади проектот, дава дополнителен кредибилитет на целиот проект и на целиот процес и затоа тоа е една од клучните причини зашто вакви 16 врвни финансиски институции доставуваат понуди. Секако во следниот период Министерството за финансии ќе ги анализира тие понуди и ќе информира и владата и јавноста во однос на тоа која е најдобра понуда и ќе се приложи понатака во постапка. Две работи. Прво, за какви институции станува збор? Што се овај хедж фондови институции, банки, не можам да одам во детали, за тоа ќе информира Министерството за финансии секако откако ќе направат анализата, но зборуваме за финансиски институции и за банки кои што се од прва категорија во светот. ААА+, што се вика, со највисок ранкинг. Николовски, има ли некаква информација околу тоа какви од прилика каматни стапки можеме да очекуваме? Коментарите во јавноста беа дека овој проект ќе нема, нели, добра каматна стапка поради тоа што сепак станува збор за инфраструктура каде што инвестицијата се враќа прилично бавно. Какви каматни стапки може да очекуваме и може ли, нели, да имаме состојба во која што дури помалку од инфлацијата ќе имаме камата? Значи, она што можам да кажам дека е се уште рано да конкретната каматна стапка се каже, но она што со сигурност можам да го кажам е дека истите тие критичари кои што го критикуваат проектот дали е добар или не, како што сега претпоставам се изненадени и како што сега претпоставам ќе имаат доблест да излезат во јавност и да се извинат, кога ќе ги видат каматните стапки исто така ќе излезат во јавност и ќе се извинат. Македонија ќе добие најдобри каматни стапки било кога видени во државата и најдобри услови за финансирање. Подобри ли ќе бидат од оние, да речеме, споредбено со Бехтел Јенка? Еве, како некаква референтна точка да ја земе. Клучниот проблем е што нема финансирање. Тоа е клучниот проблем на проектот, што воопшто финансирање не е обезбедено и ние секоја година директно од буџетот префрламе, значи кратиме на плати, на пензии, на социјална помош, за може да се плаќа проектот. Споредбено со некои други
инфраструктурни проекти што сме ги имале, Подобро, кредити. дефинитивно подобро. Дефинитивно ќе биде подобро. Значи може да очекуваме подобри услови. Од прилика кога може да се знае кој ќе ја има најповолната понуда и од каде ќе се земат, нели, овие средства кои ги гарантира Велика Британија? Министерството за финансии сега кој ќе ја заврши процедурата, но нема да е долго. Дефинитивно нема да е долго. Ви благодарам многу. Кога очекувате Благодарам од јас. прилика да почне изградбата на Па ние кажавме, доцна есен ќе ги видите првите машини. првите машини ќе почнат да работат во доцна есен. Александар Николовски, ви благодарам уште еднаш. Па ќе ја Благодарам и јас, следиме без изградбата и повторно ќе ве побараме. Благодарам многу. Благодарам, пријатно.